Драги наши слушателки, добре дојдовте во новата епизода на програмата Жени со надеж. Јас сум Нена. Во наредните половина час ќе разговараме како жени со жени за некои женски теми. Во оваа епизода една со друга ќе ги споделиме нашите радости и солзи, предизвици и успеси и најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме колку сме вредни и важни, скапуцени и сакани во Божите очи. Мила моја Кики, ке полудам со тебе. Сваќам дека сите генерации се различни, ама вашата е толку различна што навистина не го разбирам вашето однесување. Не разбирам ништо зборувате. Родителството станува се потешко. Леле, мамо, сега навистина претеруваш. Ако не ме разбираш, што сакам да кажам, почни да користиш Google Translate, Немој да заборавиш дека и ти си била на моја возраст. Не си била од секогаш зрела. Немој да се однесуваш како и ти да не си правила глупости на моја возраст, како никогаш да не си се соочувала со тешки животни прашања и како секогаш да си ги слушала советите на мајката и таткото. Стварно не можам да те разберам. Па и ти имаш Google Translate, нека ти објасни. Мамо, таа финта е смешна кога јас ќе ја кажам, а не ти. Нема врска, ќе си одам во соба. Здраво на сите, а во разговорот кој го слушнавте, сигурно можевте да се пронајдете во една од двете улоги. Бидејќи или сте мајка, или сте дете, или пак сте биле дете, тоест или сте возрастна личност или адолесцент. Со оглед на тоа што нашата програма ја слушаат и помлади и повозрастни жени, се трудиме да одбереме теми кои ќе им бидат интересни на сите генерации. Затоа во оваа епизода ќе разговараме за адолесценцијата. Според мене, адолесценцијата е најпредизвикувачкиот и најбурниот период во животот на една личност. И ова е навистина обширна тема. Со нас денес е нашата драга пријателка Моника, со која ќе разговараме на оваа тема. Добре дојде, Моника. Драга Моника, мило ни е што си со нас. Ајде да почнеме. Јас подготвив неколку прашања кои верувам дека ќе се интересни и поради кои оваа емисија ќе биде поучна за слушателките. Драги пријателки, и мене ми е мило што сум со вас. Да почнеме со прашањата. Прво, ајде да ги информираме слушателките за тоа кој период од животот е опфатен со адолесценцијата. Тоа е периодот од 12-та до 24-та година. Сандра кажа дека тоа е најбурниот период во животот на една личност. Зошто овој период се нарекува бурен? Па тоа е време на промена на многу нивоа, а првично од перспектива на телото. Телото се менува кога една млада личност влегува во пубертет. Хормоните почнуваат да дивеат, се појавуваат секундарни сексуални карактеристики, растат влакна, гради, доаѓа до менструација и така натаму. Сето ова се однесува на физичкото ниво. На емотивното ниво исто така доаѓа до промена. Реакциите стануваат побурни, непредвидливи, а и самите чувства се посилни. На социјално ниво доаѓа до промена зашто младата личност веќе не е зависна од родителот и сака да биде самостојна, а друштвото на личноста ја зазема главната улога. Затоа адолесцентите им се противат на родителите. На когнитивно ниво исто така има промена, бидејќи во детството личноста размислува конкретно, а во средната адолесценција доаѓа до така наречено апстрактно размислување. Односно, адолесцентот размислува однапред и хипотетички ги гледа нештата. Ако можеш, разјасни ни ја разликата помеѓу конкретното и апстрактното размислување. Конкретното размислување се однесува на тоа што се гледа, на сегашниот момент и тоа кое може да се искуси. Апстрактното размислување се однесува на одредени постапки во сегашноста кои би воделе кон одредени резултати во иднината. Не за џабе се вели дека адолесцентите многу филозофираат. Една од нивните главни одлики е тоа што мислат дека секогаш се во право. Тоа е всушност разликата помеѓу конкретното и апстрактното размислување. Дали би била во право ако кажам дека основната задача на адолесцентот е да го пронајде својот идентитет? Да, се разбира, бидејќи тие често ги гледаат нештата црно-бело. Многу им е важен статусот во друштвото и со оглед на тоа што доживуваат промени на различни нивоа, потребна им е стабилност барем во нешто.
Затоа кога ќе оформат одредени ставови, цврсто се држат до нив. Затоа стануваат строги и самоуверени во нивните ставови, при тоа не сакајки да прифатат поинакво мислење. Кои се најголемите предизвици на еден адолесцент? Адолесценцијата е конкретна борба. Од една страна да бидеме посебни, своји, поинакви, а истовремено да бидеме прифатени, да припаѓаме на некоја група врсници. Тоа се однесува на социјалните предизвици. Кај некои адолесценти, најголем предизвик се емотивните промени. Младите луѓе минуваат низ целосно непознат терен и затоа експериментираат со многу нешта. Друштво, вредности, новости и слично. Тоа е период кој носи многу енергија и убавина, но и сериозни проблеми. На почетокот од епизодата слушнавме краток пример на мајка и ќерка кои никако не можат да се разберат. Како можеме да се поврземе со адолесцентите? Секако дека треба да се обидеме да ги разбереме, да им се приближиме и да не заборавиме дека и ние размислувавме како нив кога бевме на таа возраст. Секој кој сака да им се приближи на младите треба да се заинтересира за нивните интереси, да ги знае трендовите, да знае што е ин, која музика, филмови и игри се во тренд. Родителите најчесто се против тие нешта и затоа доаѓа до конфликт помеѓу родителите и децата. Многу е важно да не ги осудуваме и самите ние да бидеме искрени, бидејќи тие знаат да намирисаат задни и сокриени намери. Сепак, потребно да се постават и граници, бидејќи ако се обидеме со нив да бидеме само пријатели, тогаш нема да им дадеме сигурност и стабилност во животот. Потребно е да бидеме блиску до нив, но и да им го пренесеме својот систем на вредности. Така ќе им помогнеме да не чувствуваат како блиски, но и да знаат дека ние го имаме авторитетот. Спомна неколку различни тешкоти и промени кои се случуваат кај адолесцентите. Кои се најчестите психички потешкоти? Младите денес најчесто се соочуваат со симптом на анксиозност, некакви социјални фобии, панични напади или некои конкретни фобии. Денес се почести се проблемите со депресија, гранично расстройство на личноста, зависност од игри, коцкање, кладилница и слично. Има голем број на расстройства од кои младите патат во денешно време. Значи, сакаш да кажеш дека не само што постојат психички расстройства, туку и денес тие се почеста појава кај младите? Значи, не станува збор само за некоја обична адолесцентна криза? Адолесцентната криза е нешто што често се сретнува кај младите. Тоа е нормална појава и всушност не е диагноза сама по себе, но може да ги опфати сите состојби кои предмалку ги набројав. Раздразливост, желба за пробување разни супстанции, повлеченост, срамежливост, криза на идентитетот. Но ова не е причина за нивното однесување да го наречеме расстройство. Важно е да се знае дека секоја адолесцентна криза не е расстройство, туку е криза која е составен дел од адолесценцијата и истата ќе помине. Многу е важно да се разграничи помеѓу одредено расстройство и адолесцентната криза. Треба да знаеме да ги препознаеме овие нешта и да знаеме кога е потребна помош. Всушност, многу е важно и родителите и младите да побараат помош на време. Ако побараат помош во подоцнежната фаза, тогаш терапијата оди малку поспора. Исто така, во денешно време многу често и младите луѓе сами да одат на психолог или психијатар, или пак самите да се одредуваат одредени диагнози. За жал, постоењето на овие расстройства некогаш се злоупотребува и некои млади луѓе како да сакаат да бидат диагностицирани со едно од нив, или пак ќе ги прочитаат симптомите на некое расстройство и одат кај некој доктор тврдејќи дека ги чувствуваат сите тие симптоми, очекувајќи дека докторот ќе им постави одредена диагноза. Но разграничувањето помеѓу адолесцентната криза и вистинското пореметување е стручно прашање. Постојат точни синдроми и диагностички критериуми врз основа на кои се поставува диагноза. Например, кога адолесцентот се соочува со расстройство, симптомите траат долго и влијаат врз квалитетот на животот. А ако е само адолесцентна криза, симптомите се пократки и поблаги. Генерално гледано, науката вели дека за да се постави диагноза кај адолесцент,
Одредени симптоми треба да траат барем 1 година, а кај возрасен барем 2 години. Моника, ние би сакале преку оваа епизода да влијаеме врз родителите и да ги поттикнеме да го следат однесувањето на своите деца, да не ги игнорираат симптомите и да им помогнат. Па моето прашање за тебе е, што мислиш, дали раната диагноза е предност или слабост? Не знам дали ме разбираш, но понекогаш поставувањето диагноза уште на самиот почеток може да доведе до проблем, бидејќи личноста нема да знае како да се носи со тоа. Да, тоа е секако лизгав пот. Симптомите мора да бидат многу јасни и да траат барем година дена пред да се постави диагноза. Но во таков случај, добро е да се постави диагнозата за личноста да почне навремено да се лечи. Во таа фаза и родителите треба да се едуцираат, за да знаат што да прават и како да се однесуваат. Верувај ми, кога ќе се постави диагноза, младата личност ќе почувствува некакво олеснување. Многумина велат дека во такви околности чувствуваат мир, бидејќи чувствуваат дека се слушнати, дека некој ја разбрал нивната мака, обрнал внимание на нивниот проблем и не ги игнорирал. Бидејќи се до тој момент тие се сами во својот проблем, мислејќи дека за нив нема иднина и никогаш нема да се изворат со проблемот. И кога ќе им се постави диагноза, ќе им се каже дека може да се излечат, тие се охрабруваат и добиваат мотивација да работат на себе. Затоа психообразованието е важно, бидејќи на тој начин адолесцентите дознаваат дека не се сами во таа борба. Од друга страна, треба и да се внимава, бидејќи раното поставување диагноза може да го стигматизира младиот човек. Тука доаѓаме до друг проблем, а тоа се така наречене F-диагнози, за кои се вели дека се доживотни, а тоа не е точно. Например, пред некое време имавме 15 годишна тинејџерка, диагностицирана со гранично расстройство на личноста. И со оглед на тоа што имавме време интензивно да работиме со неа, на 18 години, таа веќе не ги исполнуваше критериумите на гранично расстройство на личноста. Само да им објасниме на нашите слушателки дека F-диагнози во стручната пракса се диагнози кои опишуваат пореметување на духот и свеста. Диагнозите со ознака F00, F99 се ментални пореметувања и пореметувања во однесувањето. Да, и праксата ни кажува дека многу често расстройствата не одат сами, туку ги има неколку кои се јавуваат заедно. Но симптомите кај нив се толку слични што треба подолга анализа и наблюдување со цел да се постави соодветна диагноза. Например, поради промената на расположението, состојбата наречена гранично расстройство на личноста често се поистоветува со биполарно расстройство. Но да се вратам на идејата дека расстройствата често се појавуваат заедно. Оние кои патат од гранично расстройство на личноста често патат и од депресија, анксиозност, биполарност, злоупотреба на психоактивни супстанци, имаат суицидни мисли, самоповредување и слично. Моника, што би ги советувала ти нашите слушателки? Кога треба детето да се однесе на психијатар? Потребно е детето да се наблюдува, да се обрати внимание на неговата функционалност на училиште, во семејството и помеѓу друштвото. Во секој случај, не треба да се крева паника заради некои ситуации, но сепак и не треба да се игнорираат одредени симптоми, за тоа е потребна мудрост. Ти благодарам што го спомна тоа, а бидејќи од една страна сигурно имаме родители кои децата ги носат на психијатар, зашто испиле 2 чаши пиво, а од друга страна сигурно има и такви кои воопшто не реагираат и не забележуваат дека нивното дете има цел спектар на симптоми на расстройство. Со цел родителот да ги забележи овие симптоми кај детето, треба прво да си го познава своето дете. Може би тоа е едно од главните прашања. Дали родителот си го познава своето дете? Да, често се случува да имаме работа со родители кои не си ги познаваат децата. Од друга страна, исто така верувам дека секој родител се труди да биде најдобар што може. Бидејќи кога разговарате со некои родители и ќе ја слушнете нивната животна приказна, односно како тие биле пораснати, ни што се минувале, ни животот,
и сега одеднаш се наоѓаат во ситуација во која нивното дете има проблем, навистина е тешко да ги обвините. Да, некои родители се виновни за негрижа, но тоа не е секогаш така. Што мислиш, дали адолесцентите сметаат дека нивните родители ги разбираат? Во некои клиники каде лежат адолесценти со потешки диагнози, направени се истражувања при кои тие се прашани дали сметаат дека нивните родители ги разбираат. Никој од пациентите не дигнал рака. Мислам дека родителите на вистина треба да се обидат да имаат повеќе разбирање. Тие се повозрасни, постабилни и треба да бидат како сигурносен столб во животот на нивното дете. Сепак не треба да заборава дека и самите тие биле адолесцентни во минатото. Интересно е и тоа што кога на родителите им кажуваме на што треба да внимаваат, често тие веќе не ги носат децата на терапија. Ако премногу ги критикуваме родителите, всушност ги губиме и им наштетуваме на адолесцентите. Затоа е потребно да се приближиме и до родителите и до младите. Нема магична формула која ќе ни помогне да сватиме кој е виновникот. Мораме да разбереме дека на целото семејство му е потребна помош. Потребно е да ги подсетиме родителите какви биле самите тие во оваа фаза од животот, како се чувствувале, како реагирале. И тоа често им помага да почнат да го разбираат своето дете. Моника, фала ти многу за ова што го кажа. Многу научив од твоите зборови. По разговорот со Моника можеме да заклучиме дека адолесценцијата е период кога младата личност си ги поставува некои од најважните животни прашања и поради таа потрага често страда на различни начини. Во периодот на адолесценција често се јавуваат и апстрактни прашања поврзани со смртта, минливоста на животот, идентитетот, вредностите, љубовта, смислата, страдањето и слично. Нена, сите овие прашања кои ги спомна припаѓаат на некоја повисока димензија, во трансцендентна категорија, а до нивните одговори може да се дојде само преку вера. Кога зборуваме за верата, не можеме, а да не го спомнеме Господ Исус Христос. Во Светото писмо, во послание до евреите 12:2 читаме: Имајте го пред очи зачетникот и довршителот на верата Исус. Така е, Сандра. Забележав дека внимателно го слушаше тоа што Моника го кажа. Што најмногу те допре? Фактот што младите личности имаат сериозни борби во трагањето по својот идентитет. Да, се согласувам дека на секој од нас е неопходно да има јасни одговори на прашањата: која сум, зошто сум, од каде доаѓам, каде одам? Да, но конкретните одговори на овие прашања ги наоѓаме во Светото писмо. Господ Исус за себе вели: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот, освен преку мене. Јован 14:6. Психотраумите кои се доживуваат во раното детство, како и се друго низ кое личноста поминала низ животот, остават болни лузни на душата. А во комбинација со некои генетски предиспозиции, сето тоа може да предизвика разни состојби и психички растројства. Чувството на неприфатеност, недостаток на љубов, тешко разочарување, нагло прекинување на љубовна врска, страдање поради драматичен развод од брак на родителите и други травматични искуства предизвикуваат страдање и оставаат болни последици врз душата на младата личност. Навистина е потребна надприродна сила за сето тоа да се преброди. Сепак, Нена, можно е за адолесцентот да се обрати кон Бог и од него да побара помош. Искрената молитва може да и донесе утеха и мир на душата. Самиот Господ Исус рекол: Дојдете кај мене сите кои сте уморни и обременети и јас ќе ви дадам одмор. Матеј 11:28. Но за нашите молитви да бидат слушнати, потребно е да веруваме во него. Слушнете што рекол Исус во Марко 11:24. Се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе добиете. Во Светото писмо се вели дека молитвата на праведникот има голема сила, а начинот на кој стануваме праведни пред Бог е кога искрено ќе се покаеме за своите гревови, кога ќе ги исповедаме и ќе поверуваме дека сме откупени преку силата на Христовата жртва на крстот.
Дури и научно е докажано дека молитвата има терапевтска вредност во емоционалната димензија на личноста и тоа се манифестира на следниот начин. Ја доживуваме Божјата љубов која нас безусловно не прифаќа такви какви што сме. Пред Бог можам да бидам таква каква што сум, бидејќи тој ме прифаќа и сака. Бог не бара да бидам подобра за да ме сака, но можам да бидам подобра ако верувам дека тој ме сака. Во тие околности нема да имам потреба да бидам совршена, за да им се допаднам на другите. Во нас расте чувството на вредност и достоинство. Свесноста дека Бог ме сака и прифаќа е најдобар темел за чувството на лична вредност. Чувството на мала вредност, депресивните мисли и лошото расположение исчезнуваат кога во молитва разбираме дека сме прифатени и сакани од оној кој е извор на љубовта. Секој кој во молитва му се приближува на Бог, не може да остане ист. Таа личност околу себе го шири мирисот на божеството, станува милосрдна, полна со љубов и разбирање. Секој кој во искрена молитва пред Бог ги изнесува раните на душата, ќе почувствува мир и радост и ќе го искуси старозаветното ветување кое гласи: тој ги исцелува скршените по срце и ги преврзува раните нивни. Псалм 147:3. Личноста која е длабоко повредена од некоја неправда може да чувствува желба за одмазда. Препуштете му ја на Бог оваа деструктивна емоција и желба за одмазда. Одмаздата е можеби вкусна во моментот, но на долги стази предизвикува чувство на вина и тоа дополнително ја отежнува душевната состојба. Само искреното простување има мог да го исцели нашето сеќавање, бидејќи на тој начин го вадиме отровот од нашите минати искуства. Молитвата упатена кон Бог може да ви даде сила да им простите на оние кои ве навредиле и повредиле. Молитвата е најдобрата превенција против чувството на немоќ и други болести. Чувството на внатрешен мир кој е засновано врз вера во добриот и милосрден Бог е најдобрата превенција против душевните болести. Всушност, дали некоја траума или стрес ќе предизвика духовно пореметување, во голема мера зависи од тоа каква е внатрешната духовна состојба на личноста. Кога се молиме, ние му дозволуваме на Бог да го зајакне нашето внатрешно битие. Да се помолиме заедно. Небесен Татко, ако денес некој од нашите слушателки се бори со некој од овие психички растројства, или ако помеѓу слушателките има родители чии деца се борат со овие состојби, те молиме да им дадеш мудрост да побараат соодветна помош. Но Боже, исто така те молам најмногу од се, ти да им бидеш помошник, спасител и утешител. Нека ги предадат своите деца во твои раце, бидејќи ти си небесен Татко кој се грижи за своите деца и во тебе е полнотата на животот. Ти благодариме што не сакаш, што сакаш да бидеш наш Бог и се грижиш за нас. Те молиме во името на Господ Исус Христос. Амин. Драги слушателки, се надеваме дека оваа епизода ќе ја завршите со најубавиот израз на лицето кој се нарекува насмевка. Нашата молитва е вашето секојдневие да биде исполнето со насмевки, поради тоа што Бог го прави. Се разбира, би сакале да ги слушнеме и вашите коментари за оваа епизода, кои можете да ни ги пратите на zenisonades@gmail.com. Исто така би ве охрабриле да ги заследите нашите Facebook и Instagram страни, кои можете да ги најдете под името Жени со надеж. Придружете ни се и во следната епизода од програмата Жени со надеж. Довидување и нека Бог ве благослови.